денешното интервју разговараме со Горан Ѓоргиевски, подпредседател на Сојузот на стопански комори. Добар ден, господине Ѓоргиевски. Добар ден. Вие како од неодамна сте и подпредседател на Сојузот на стопански комори, може слободно да се каже дека последниве година-две вашата комора се наметна како водечка македонска деловна мрежа. Конкретно, кои се вашите цели и потенцијали? Сојуз на стопански комори последната година доби еден нов тим на ентузијасти, односно на сериозни бизнисмени, кои што сакаат да ја претворат во еден, како да го дефинираме, една институција која што ќе влијае на тековните економски процеси и која што ќе може да предизвика поместување на многу значајни прашања, односно нивно артикулирање, нивно представување на јавноста во вистинска димензија со цел да се предизвика да тие прашања квалитетно се решаваат. Веќе ние тоа го констатиравте дека станавме практично деловна бизнис мрежа која што има сериозен импакт врз широките медиуми, односно која што во последната година артикулираше ставови кои што се исклучително важни. Ние сметаме дека тие ставови мора да се гледаат и да се представат на соодветен начин кој што ќе овозможи да со вистински решенија се дојде до напредок, до раст на бизнисот, а и со тоа до решавање на некои клучно важни економски теми во нашата држава. Последниве неколку години македонската економија е под континуирани притисоци, дали беше на ковид криза, дали е последнава економска криза која што се уште трае. Со какви предизвици вие се соочувавте тогаш и се уште се соочувате? Видете, последниве 4 години се многу сериозни предизвиците кои што влијаат на работењето на самите компании. Како што знаете, од почетокот на ковид кризата имавме затворање на цели економски гранки, понатака следуваше раст на цените на суровините, понатака следуваше енергетска криза, во меѓувреме, знаете дека исто така се случуваше раст на инфлацијата, која што е многу голема во последните декади, практично е најголема, и сето тоа предизвика да имаме голема дисторзија во однос на економијата во нашата држава во негативна смисла. Многу компании пропаднаа, многу компании при тоа се трудат практично да опстанат, еден гол опстанок да имаат во самото нивно функционирање, и сите работи како сума сумарум многу тешко ги погодија компаниите. Во последната година практично се артикулираат два суштински проблеми кои што влијаат во самото функционирање на компаниите. Првиот суштински проблем што го дефиниравме оваа година и кој што го артикулиравме практично и пред медиумите е недостатокот на работна сила која што се во моментов, а вториот проблем е ликвидноста со која што се соочуваат во компаниите. Јас малку тука посодржински, подлабоко би настапил во однос на недостатокот на работната сила, односно во другиот суштински елемент кој што влијае на економското функционирање. Недостатокот на работна сила е практично креиран од притисокот што се врши од страна на западните земји, во смисла на тоа да они имаат големи потреби за вработување, големи потреби за човечки ресурси. Сето тоа се рефлектира да од Балканот се абсорбираат голем квантум на човечки ресурси, а сето тоа практично прави притисок и во Македонија да имаме недостаток на човечки ресурси, имаме зголемување на плати, компаниите се изложени на дополнителни трошоци, а воедно немаме квалитетни стратегиски решенија, односно квалитетна стратегија од страна на постоечката власт која што би можела да предизвика да се амортизира тој удар, односно да се изнајдат модуси на кои што би им се помогнало на компаниите. Ние во однос на човечките ресурси кои што се потребни во нашето општество, имавме една добра димензија која што постојано ја истакнуваме. Таа димензија е да како да речеме, секоја криза всушност е шанса за некој добар почеток, да дефинираме, односно за напредок, бидејќи во дадена ситуација знаеме дека имаме многу превработеност во администрацијата,
многу превработеност во соодветни јавни предпријатија, така да на некој начин можеби ова вин-вин ситуација во која што од тие институции може да се привлечат луѓе, односно со соодветна доквалификација, доедукација, со соодветни пакети дефинирани од страна на државата, каде што може да се мобилизираат луѓе кои што би дошле на слободниот пазар на труд. Тоа е една идеја која што ја кажавме во повеќе наврати, која што ја дискутираме. Се надеваме дека ќе се има слух за таа работа, бидејќи е вистина од есенцијално значење за компаниите. Истото го истакнуваме дека пред да дојде до сериозен увоз на човечки ресурси од далечните земји кои што веќе се саговара и се збори, ние треба внатрешно да ги поттикнеме државните институции и да искористиме оваа вин-вин ситуација, односно колку што може да се абсорбираат тукашен вишок на вработени од администрацијата кои што може да дојдат да се префрлат на слободниот пазар на труд. Се надеваме дека ова важно прашање и дека ова наше размислување, кое што сметаме дека има голема специфична тежина, дека ќе предизвика импакт да нешто се случи во таа насока. Јас тука би истакнал исто така во однос на недостатокот на човечки ресурси, еден важен сегмент од функционирањето на државата. Тоа е Агенцијата за вработување. Како што знаете, Агенцијата за вработување прикажува дека во моментов има 116.000 невработени лица. Меѓутоа, на повик на компаниите, тоа не го констатираат и не го образложуваат многу компании кои што се наши членки, кои што бараат всушност вработени, да абсорбираат од таму човечки ресурси, сите истакнуваат дека нема практично вработени. Така да доаѓаме во една нонсенс ситуација. Мислам дека официјалната бројка која што ја бараат компаниите околу 10.000 слободни работни места во моментов, а вие имате на другата страна 116.000 невработени лица. Ние, значи од Сојуз на стопански комори, односно и бизнис заедницата генерално, сме апсолутно сигурни дека таму треба да се направи сериозна реформа во Агенцијата за вработување, каде што вистински ќе се открие кои се невработени лица, кој прима помош, ќе се детектираат тие невработени лица и државата ќе направи се што е во нејзината моќ да бидат, да излезат на слободната берза на трудот, односно да се најде таа заедничка синергија помеѓу Агенцијата за вработување, односно помеѓу невработените лица и помеѓу барањата на бизнисот. Ова е многу важно прашање, затоа така го артикулирам и го истакнувам. Се надевам дека ќе се има слух за оваа работа. Вториот елемент кој што во овој момент многу влијае врз функционирањето на компаниите е ликвидноста, односно генерално финансиите. Во даденава ситуација покачувањето на каматните стапки со кои што нели целата еврозона и Европската унија и во нашата држава се сака да се влијае на инфлацијата, всушност е добар чекор во таа насока. Меѓутоа мора да се има во предвид дека тоа е мач со двеоштрици. Во ист момент, со самото покачување на каматните стапки, вие ја замрзнувате економското функционирање на компаниите. Тоа замрзнување на економско функционирање на компаниите значи дека тие компании ќе имаат фиксни трошоци, ама намалени деловни активности. Тоа значи помали приходи, помалку плаќање на данок во државниот буџет, што се гледа. Сите испитувања тоа го кажуваат дека имаме намалени економски активности, помалку данок се плаќа во буџетот, меѓутоа при дадени исти фиксни трошоци, тоа значи дека компаниите вие дополнително ги оптоварувате со финансии. Сето тоа се рефлектира и доаѓаме нели до клучниот збор ликвидност, која што во моментов е сериозно загрозена и на која што треба многу да се посвети внимание. Затоа што во дадениот момент имаме ситуација, повторно инфлацијата е околу 10%, доста е висока, имате недостаток на човечки ресурси, имате загрозена ликвидност, воедно закочување на сите финансиски инвестиции од страна на генерално закачување на финансиските инвестиции од страна на фирмите поради овие зголемени каматни стапки, оваа закочена практично економска активност, така да и оваа година, слично на минатите години од ковид кризата, минатата година
како што сте информирани, нели, енергетска криза и растот на суровините до енормни височини, оваа година имаме вакви тешки проблеми. Човечките ресурси и финансиите, односно ликвидноста, се истакнуваат како многу тежок удар врз бизнисот. Значи, практично редоследно доаѓаме во ситуација во која што со години бизнисот се наоѓа под екстремен притисок и вистина треба да се обмисли и треба да се размисли како реално, апликативно, сериозно да му се помогне. Очекувате вие дека ќе се најде заеднички јазик со власта, затоа што вие реално ги кажувате вашите проблеми и човековите ресурси и финансиите. Во меѓувреме, конкретно вчера имаше и пресконференција и директорката на УЈП која што изјави дека очекува да бидат наплатени 76 до 70 милиони евра од преку 200 компании со овој нов солидарен данок кој што е најавен. Нели мислите дека може да се каже слободно дека е безобразно да се земаат пари од бизнисот за конкретно да се дава плата на таа партиска вработена администрација? Ние ова прашање многу силно и аргументирано го артикулиравме пред медиумите. Кажавме дека данокот на екстра приход, односно солидарниот данок, не е соодветен во нашата држава. Еве ќе апострофирам неколку клучни поенти со кои што не се слагаме практично во воведувањето на тој данок, меѓу другите неколку клучни. Прво, Сојузот на стопански комори смета дека иновативните компаниите кои што инвестирале во нови технологии, кои што имаат раст, кои што се темели на внатрешни процеси и кои што се успешни, не би требало да се оданочуваат со ваков данок. Понатака го имате исто така еден многу силен важен аргумент. Законот е така поставен да има еден прак од 20%, кој што прак од 20% тековно во минатите години раст оневозможува да компании кои што ги генерираат огромни профити наназад не влегуваат во тие што ќе се оданочат. Така да тоа е една нонсенс ситуација. Тие што се најпрофитабилните и најголемите, така е, како да речам, дизајниран самиот закон за да не ги опфати овие, што според нас е доста сериозно и симптоматично. И третиот елемент, вие не можете да оданочувате во ситуација кога на бизнисот му треба даночна предвидливост и му треба даночен календар. Од есенцијално значење е да бизнисот функционира врз основа на конкретно дефинирани тајминзи и даноци. Затоа што тоа е сложена тема која што овозможува да бизнисот си ги предвидува сите трошоци, идни инвестиции и да не навлагам сега во внатрешните процеси во секоја компанија што се случува. Тоа се три силни аргументи на кои што, иако ги артикулиравме, никој од соодветните органи не одговори. Понатака, јас би влегол во однос на овој данок на солидарност, данок на екстра профит. Имате ситуација во која што нашата држава има сива, односно црна економија од 20 до 40%. Има некои соодветни пресметки кои што кажуваат дека пола милиарда евра може да се абсорбираат во основа на тој данок. Сива економија, велиме, ги дефинираме ние во нашата комора, оние правни субјекти кои што го заскриваат данокот, дали недоволно издаваат фискални сметки, дел издаваат, дел не. Додека црна економија ги дефинираме оние компании кои што воопшто не постојат во правниот систем, кои што според наши анализи ги има доста. Така да, ако се сака, еве еден огромен сегмент кај што може да се абсорбираат финансии, а при тоа да се заврши едно општо добро каде што сите компании ќе влезат под чадорот на државните органи, односно ќе се уредат некои други важни работи како што се конкурентност, како што се равноправност на пазарот и така натака. Исто така, зошто да не навлеземе во димензијата на рационализација на администрацијата? Под рационализација е веќе одам и подлабоко, практично е приватизација на некои јавни предпријатија кои што се креатори на загуба по 100 милиони евра годишно. Еве ги, со име ги знаеме, железница, инфраструктура, пошти, шуми. Со само таа рационализација, односно подлабоко приватизација, ние ќе заштедиме повеќе од 100 милиони евра годишно,
а при тоа не треба никому да наплаќаме данок. Воедно, тие луѓе таму при таа рационализација што ќе останат вишок, ќе може да се префрлат на приватниот пазар на труд, значи ќе завршиме исто една многу важна вин-вин ситуација во овој момент. Ќе останат пари повеќе во буџетот, со тие пари ќе им се зголемат платите на вработените во администрацијата, а воедно приватниот бизнис ќе добие база за луѓе каде што ќе може да работат таму. Значи, со една голема волја, со една голема желба, посветено со добра стратегија, може да се дојде до квалитетни решенија кои што ќе бидат практично вин-вин ситуација и за државата, управувачките органи и за бизнисот. Дали вие конкретно како комора бевте контактирани за овој солидарен данок? Дали беше побарано мислење за тоа, што претпоставувам дека има компании од вашата комора кои што ќе бидат одалночени сега? Нели мислите дека беше подобро и попаметно оваа сума 76-77 милиони евра да беше договорено со компаниите, дел од таа сума да бидат инвестирани во човечки капитал, во нови технологии? Видете, ние неколку пати учествуваме на економскиот совет, меѓутоа тоа е ситуација во која што практично вие сте се запознале со намерите со кои што треба да се воведе тој данок, меѓутоа вашите аргументи кои што ги истакнувате практично не се земаат во предвид. Не им се дава толку специфична тежина која што ќе овозможи да се вкалкулираат тие квалитетни мислења кои што да се вметнат тие квалитетни мислења кои што доаѓаат од бизнисот во тие закони и да се имаат во предвид. Така да ние практично го сослушавме тоа, бевме запознати по истакнување соодветно на нашите размислувања и ставови кои што сметаме дека имаат специфична тежина и дека држат, бидејќи доаѓаме од реалниот бизнис, немавме понатака соодветен фидбек. Ова остава сомнеш овие пари да бидат потрошени на покрај плати, меѓутоа оние сомнителни тендери, тука можам да се надоврзам и на последниот извештај на ОЛАФ кој што отвара истрага конкретно за Западен Балкан, за оние злоупотреба на европски фондови, има 36 истраги, пола од тие истраги се за Македонија. Дали држава на некој начин конкретно ќе загрози пристап до европски пари за македонските компании? Да, се извинувам, тоа беше вистина неубава вест која што ја слушнав пред неколку дена, нели? Бидејќи од 36 истраги за целиот Западен Балкан, дури 18 половина се за една мала држава како Македонија. Според мене тоа е многу поразително и вистина треба да се размислиме, бидејќи така предизвикуваме ситуација да ни се укине пристапот до европските пари кои што е од есенцијално значење за функционирањето на бизнисот во нашата држава. Јас сметам дека тука треба да се обрне исклучително внимание и да се размисли што се прави, бидејќи вистина немам зборови да изнајмам дека тоа би представувало неверојатно тежок удар на бизнисот, кој што со сите можни сили се труди да преживее, а воедно се труди да учествува во сите тие проекти кои што ги доделува Европската Унија и да абсорбира финансии во форма на грантови. Така да повторно ќе повторам, да се посвети исклучително внимание дали е на таа корупција и да се посвети внимание на сето тоа, за да не дојдеме во ситуација да тие финансии ги немаме. Нели се тоа ви изгледа се ова што се случува, вклучително и овие истраги, големите мултинационални компании годиниве уназад ја заобиколуваат Македонија. Говориме од инвестиции, дали се од, не знам конкретно, од бензински пумпи до било кој бизнис, сите големи компании ја заобиколуваат Македонија. Имавме случај кога тука имаше големи компании, па се заминаа последниве години. Значи, немаме ли пристап до такви информации во однос на тоа дали големите и колку големите компании заобиколуваат Македонија, меѓутоа треба да ги следиме бројките на инвестиции реални кои што се случуваат во однос на тоа кои фабрики се изградени
кој габарит го имаат тие фабрики во однос на инвестициите, кој габарит го имаат во однос на вработените кои што ќе се вработат во тие фабрики и воз основа на тие аргументи и бројки да се суди. Тоа е од особено значење. Јас, колку што сум информиран, гледам дека вистина имаме забавена економска активност во таа насока, иако нели секој се труди да представи дека тука е меда и мед и млеко за големите мултинационални компании. Јас сметам дека може многу повеќе да се направи во таа насока и во таа област, за да вистина представуваме тоа, да бидеме привлечни и да тој импакт многу значаен и многу влијателен врз економијата да биде со соодветно ниво и со соодветни бројки поддржан. Колку се реално потребни инвестиции во инфраструктурата во Македонија? За последниве години гледаме дека и тоа што го имавме како инфраструктура систематски се уништува. Имаме два града кои што се оддалечени на 150 километри од себе, но возот му е потребен 2 дена да стигне до таму. Нашето мислење, значи од Сојуз на стопански комори, тука е дека капиталните инвестиции се исклучително важни во нашата држава. Тие практично се двигатели и ќе бидат во иднина двигатели на нашиот економски раст. За мене поразително е кога вие имате квантум на искористеност на капитални инвестиции од 20 до 30%. Тоа е рамно на катастрофа. Ние напротив, треба многу подлабоко да влеземе во тоа, треба многу подлабоко да се менаџираат тие процеси кои што ќе го дигнат тој процент, не знам, на 80-90% и повеќе. Според мене, успехот е клуч за развој на економијата. Дел од успехот во инвестирање на тие капитални инвестиции. Јас се надевам дека овие зборови оптимистички и позитивно ќе допрат до соодветни уши, кои што ќе понатака ќе се потрудат да се направат сите потребни можни чекори да капиталните инвестиции бидат носечки елемент во економскиот развој на нашата држава. А тука имаме многу широк и многу голем простор. Еве, според вас, колку години се потребни да се надокнади ова заостанување, затоа што очигледно е сите држави околу нас инвестираат во свој, ние континуирано, еве последниве 7 години, ако искористуваме 20 до 30% од капиталните инвестиции, тоа е големо заостанување. Тоа се речиси 1,5 милиарда, 2 милиарди кои што не се инвестирани во инфраструктура. Мене реално вистина ми е жал што се случува тоа, меѓутоа сметам дека со една проактивна, една помодерна политика, ние од бизнисот сметаме дека вистина може да се направи многу повеќе во таа насока и не само постоечките капитални инвестиции да се довршат, него напротив, да се влезе во еден круг кој што со капитални инвестиции во изградба на други модерни патишта, во изградба на железнички пруги, во понатамошни инвестиции, изградба на големи хидроцентрали, каде што наредниот период од 10 години би можеле квантно да го зголемиме растот, економскиот раст, само од тие практично капитални инвестиции. Бидејќи чинам дека имаше некои проценки, нели, со изградба на автопатот кој што веќе е дефиниран со Бехтел и Енка чинам или и со плюс со хидроцентралата, дури може да имаме економски раст само од тоа неколку проценти, 2-3-4%. Плюс би било останатиот развој, нели, доколку се има квалитетни решенија на останатиот дел од економијата, кој што исто така е многу важен, посебно тоа го истакнуваме постојано на нашите состаноци што го имаме како представници на микро, на малите, на средните предпријатија, бидејќи сметаме дека фокусот најголем на државата треба да биде кон тие компании. Тие се носители на иновациите, тие се носители на предприемништвото. Таму треба сериозно финансиски да се таргетираат со големи финансиски средства во форма, не знам, на кредитни линии, во форма на грантови дури од државата, во форма на многу посериозна помош од колку што е сега оваа, и на тој начин ние ќе придонесеме за нови иновации, за нов силен развој на предприемништвото, за раст на тие компании, например, од микро во мали, од мали во средни, од средни во големи,
Така да таму е клучот за сериозен економски развој на нашата држава. Дали еве конкретно за економски развој на државава е потребно некако не знам на друг начин да се моделира на поддршка за земјоделството во држава. Очигледно е дека овие мерки кои што ги преземаат владава преку оние субвенции кои што на неколку наврати сме установиле дека има големи злоупотреби и таму, колку реално парите завршуваат кај земјоделецот? Да, ова е една многу значајна тема која што ја начнавте сега. Конкретно, значи, од Сојуз на стопански комори сметаме дека конечно самите субвенции мора да бидат врзани со квантум принос, односно мора да бидат врзани со успешност на некој начин. Не можете вие да давате субвенции, а при тоа да немате фидбек од тие субвенции во форма на принос, се изразува тоа. Затоа што, еве, наназад X години откако постојат субвенциите, овој начин на функционирање каде што се зема субвенции врз основа на метар квадратен површина, а не врз основа на принос, не доведе во ситуација да во моментов, сега ќе ви кажам една многу сериозна и важна информација, 80% од земјоделските производи се увезуваат и суровини, а само 20% се произведуваат во Македонија. Тоа е катастрофален факт. Значи, ние мора темелно внатрешно да размислиме и самата стратегија да ја втемелиме на тој начин да земјоделието креира раст на приносите. Сето тоа треба да го прилагодиме на таа успешност. Јас не знам зошто не се разгледа околните земји околу нас кои што имаат доста сериозен успех. Еве да ги погледнеме дури една Грција, и една Бугарија, една Романија, ете и Србија, нели, кои што имаат квалитетни решенија во земјоделието, па да прифатиме некои од тамошните решенија и да ги акомодираме на нашето функционирање тука. Сметаме дека таму има огромен раст за промени и уште повеќе промени во позитивна насока. Инаку, моменталната ситуација е, доколку се движите низ Македонија и погледнете, нели, од патиштата насекаде, ќе утврдите дека има многу необработена земја. А доколку влезете само во Грција и се придвижите по тамошните патиша, ќе видите колку нивната земја е обработена. Значи, ние мора суштински, реално да погледнеме на овој проблем и реално да апликативно да ги решиме тие работи. Не може да во земјоделието субвенциите практично служат како некоја социјална компонента. Затоа што тогаш во таа ситуација има други некои институции кои што можат да помогнат на X луѓе кои што, нели, може би им треба таа помош. И јас тоа апсолутно го разбирам и го прифаќам. Меѓутоа, во дадена ситуација, субвенциите мора да имаат развојна, реална компонента, а тоа ќе се изрази преку приносите. Модерното земјоделие понатака исто така изискува модерно технички технолошки средства за обработка на земјата, или трактори, друг вид на техника. Понатака изискува помош во однос на субвенција на семенски материјал, помош во однос на субвенција на вештачко ѓубре кое што имаше огромен раст на цената во минатиот период од ковид кризата. Тоа е затоа што, не знам дали сте информирани, дека Украина и Русија заедно произведуваат дури 50% од светското вештачко ѓубриво и од суровините кои што се потребни за производство на вештачкото ѓубриво. Понатака, Русија и Украина заедно произведуваат и 30% од светските потреби за жито. Сето тоа предизвика голем удар во минатите години, кој што и се уште практично трае во однос на висината и во однос на растот на суровините на светските берзи. И се надеваме тоа, нели, дека во иднина ќе има олабавување и одредено спласнување на тие цени, кои што би можеле да предизвикуваат и конзистентно одржување на релативно ниски цени колку што е возможно на финалните производи кои што доаѓаат до крајните консументи и потрошувачи во однос на прехранбената индустрија. Дали очекувате да има и ново поскапување на левот, ако се земе упредвид дека војната помеѓу Русија и Украина се уште трае, дека има нови несогласувања околу извозот на украинско жито? Па знаете, јас во минатите изјави пред некои други медиуми кажав дека во периодов што следи ќе има конзистентна и стабилна цена на прехранбените производи, конкретно еве и на лебот, ако го збориме како дел од тие прехранбени производи.
Меѓутоа, после тоа сега, не знам дали сте информирани, Русија излезе од договорот за извоз на жито со Украина. Веднаш наредните денови, тоа чинам дека беше пред 10 дена, се случи притисок на берзата, каде што за неколку проценти, мислам дека беше 5 до 10%, се покачи веднаш цената на житото, на пшеницата на светските берзи. Тоа значи дека во вакви турбулентни времиња, повеќе пати сум кажал, дека ние мора да сватиме дека берзанските цени се виша сила, не може да се контролираат од страна на нашата држава и нормално дека суровините во форма на пазарна цена доаѓаат како цена и тука во нашата држава. Меѓутоа, може да се влијае со други мерки кои што ќе овозможат да има стабилност и конзистентност на цените на основните производи. Во минатото се преземаа мерки во форма на замрзнување на цени на одредени основни производи, кои што според нас не беше соодветно квалитетна мерка. Нели би можели тука да објаснувам од неколку важни причини. Меѓутоа, причината една од тоа е по завршување на замрзнување на цените, гледаме дека веднаш може да се покачат или може да се спуштат цените во зависност на светските берзи. Меѓутоа, мора да се свати нели во длабина и сите луѓе да сватат дека производството на прехранбените производи е ситуација во која што финалната цена мора да ја креирате врз трошоците, врз останатите инпути кои што влегуваат во производството. Не може тоа да биде произведување кое што понатака би ги носило во загуба компаниите. Зошто државата конкретно не ви помага околу тие инпути? Зошто, например, не ги отвори стоковните резерви и да даде пристап на нешто што го прави соседна Србија? Јас вистина тука нели сум зачуден, бидејќи имавме квалитетни решенија во регионално тука и во Албанија, и во Србија, и во Косово, и во соодветниве регионални земји. Не би коментирал нели за европските членките на Европска унија, Грција и Бугарија. И имаше квалитетно решение, например, со самото замрзнување на цените се создаде ситуација во која што секое семејство штедеше од прилика, според нашите пресметки, од 1500 до 2000 денари. Говориме месечно. Меѓутоа, видете, не секој му треба помош во однос на цените на основните прехранбени производи. Некој воопшто не му е проблем, дел од луѓето, поголем можеби дел од населението, нема проблем со висината на цените на основните прехранбени производи. Значи, вие ја расподелувате, односно од 1500 до 2000 денари поделувате да има на секого помош. Поентата ми е тука дека требаше да се таргетираат вистина оние семејства кои што на вистина им е потребно од социјален карактер да им се помогне со тие финансии, бидејќи се чувствуваат засегнати. Тука нели би ги дефинирали пензионерите и така одредени ранливи целни групи, бидејќи на тој начин ќе се постигнеше наместо 1500-2000 денари тој да штеди, ако вие му дадете 6000, 9000, 10000 денари, немаше да има замрзнување на цени, ранливите групи вистина ќе беа таргетирано поквалитетно, ќе добија финансии, наместо да штедат 1500-2000, ќе добија 6-9000 денари, а воедно другата група на луѓе кои што не им значат висината на цената на основните производи, немаше потреба тоа да се случува. Затоа сметаме дека многу посоодветен пристап ќе беше овој пристап. Наместо замрзнување, таргетирање соодветно на конкретни групи, и нивна помош со многу поголеми финансии. Вториот елемент е со ваков начин на замрзнување на цена. Кризата, односно замрзнувањето, удри само на прехранбените компании кои што ги произведуваат тие производи, бидејќи само тие беа засегнати во самата ситуација. Доколку вие давате помош од буџетот кон тие луѓе, социјални групи, пензионери кои што имаат вистина потреба од таа помош, тогаш ќе дојдеме во ситуација да целото стопанство го примеше тој удар во наводници, да речем. А вака само, значи, дел од компаниите се оптоварени од страна на тоа дека мора да ги финансираат тие со замрзнувањето на цената, мора да ги финансираат тие ниски цени на производите. Така да,
ова што го говорам веќе е аплицирано и спроведено во земјите од Европска унија. Скоро ниедна од нив, мислам дека ниедна не ги замрзна цените, него на овој начин пристапи кон самото решавање во период на ковид кризата и во период на енергетската криза говорам минатата година. И пристапи значи со таргетирана помош на целни групи, пристапи со активирање на стокови резерви кои што сериозно се инјектираа во бизнисот и со практично со тој инструментариум се овозможи тие да имаат соодветно ниски цени, а воедно и бизнисот да не страда. Според нас тоа беше многу поквалитетен пристап отколку што беше пристапот кој што како што гледаме сега и веќе се укинаа тие замрзнати цени на производи. За крај уште едно прашање, каде ја гледате македонската економија еве за 7 години од сега 2030 некако во отсуство на било какво визионерство од луѓето кои што стварно треба да бидат дел од овој процес и да го искажат своето мислење, ако имаат било која нормална држава, тоест речи си сите имаат визионерство, имаат определени цели за 3 години, за 5 години, за 7 години од сега колку ќе биде просечната плата, колкаво производство ќе имаат, ние не знаеме нареднава недела по какви производите, по која цена да ги купуваме. Вака, јас сум оптимист по природа и ќе бидам и оптимист. Многу е важно, нели, дадените луѓе, како што вие велите како визионери, кои што да бидат вистински луѓе кои што со вистински начини ќе овозможат на нашата држава исчекори кон соодветно високи економски бројки на раст. Нели, тоа мислам дека е веќе разговарано дека нас ни е потребен раст над 5%, 5-6-7% во соодветен конзистентен временски период, кој што за период од 10 години би стигнал и би направил сериозни исчекори да се дигне стандардот во нашата држава. Јас секогаш како оптимист мислам дека тоа е можно, меѓутоа треба да се направат храбри и решителни чекори и конечно да се решат суштинските проблеми во нашата држава. Да се влезе во суштината, а суштината мислам дека и не е толку тешко доколку се има посветеност, волја и решителност, така да Македонија да се придвижи во една насока, да има соодветен раст, економски раст, да платите сериозно пораснат и начинот и функционирањето на целата наша држава биде на едно многу подостојни, по-европски начини. Господине Георгиевски, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам на поканата.